Па, од тогаш до сега остарев 2 години. Ништо не се промени, само ограничавникот што тури 500 метри асфалт. Другото сето си остана исто. После 2 години имаше конечна донација. Сепак видеото имаше ефект, голема благодарност да види вака. Ова донација многу добро ни дојде, сите сме радосни. Не можеме да пишеме колку сме радосни. Прв пат ги видов децата од селото Дреновци на прилогот, уште пред 2 години објавен, кој што остави многу силен впечаток врз мене. Прво за она што го содржеше прилогот, а тоа беше немање основни елементарни услови за возрастни и деца во селото, а тоа е пат, вода, па ниту услови во училиште. Но посилен впечаток врз мене остави и тоа што видов дека децата кои што беа интервјуирани се многу речити, многу убаво воспитани, конкретно одговараат на прашања и тоа беше сигнал дека некој навистина работи со нив. Тој силен впечаток ме држеше долго време, секогаш се прашував дали нешто е превземено од институциите во врска со овие деца. Бојан ми опиша дека всушност они ги немаат елементарните услови за одвивање на наставата. Тоа се деца од 1 до 5 одделение и тогаш решив да превземам акција, да организираме една хуманитарна акција превзе за собирање на училиштен прибор. Но бев информирана од наставничките Маре и Аида дека се потребни многу повеќе средства. Пред се огрев, печки за грејење и друг училиштен прибор за да се одвива нормална настава и во текот на зимата. Затоа не беше доволно само да учествуваат вработените во Народна банка, кои што навистина максимално се дадоа во хуманитарна акција и решив да ги повикам да ми се придружат и СВОМ, тоа е Синдикатот на финансиските работници на Македонија, во кој што членуваат 22 банки и финансиски институции, со председателот Бобан Ристовски, кој што веднаш излегува во пресред со максимална поддршка. Така да сме во теке собирање, освен што собравме училишен прибор, во теке и собирање на многу посериозни средства, кои што од СВОМ ќе бидат и од банките донирани на овие деца, на ова училиште и ова село. Сакам да го објасним значењето на популот ангел. За него знаеме дека е абстрактна именка и не може да се види, само се замислува и во сновите наши исполнува желби. Но за нас вие сте ангел во живо. Ни го исполнивте нашиот сон и ни овозможите да ви посетиме и да видиме една огромна институција. Голема благодарност за сите ученици. Многу емоции, да. Едноставно и се надевам да се посветиме поголем интерес за ова и поголем број ученители кои што можат нешто да направат ќе се фокусираат на ова прашање. Така да уште има 60 за екипата. Во Дреновци е комбинирана паралелка од 2 паралелки. Едната паралелка е прво, второ и трето, ја водам јас, а другата паралелка е колешката трето и четврто и петто, Аида Јорданос. Се вака, јас како 17 годишник, има многу услови кои не ме задоволуват. Мене ми требат основи за живот, а основи за живот дека немам, пат немам, вода немам. Купати имаме вода кога имаме, кога не. И јас сакам убаво да си живеем во добри стандарди, кои не ми се овозможени тука. Упорност, да се биде упорно. Видео беше снимено пред 2 години во јули месец, а ефектот е дури сега во 2023. Бојан е одскочна даска во ова приказна, меѓутоа голема благодарност и до вас,
Ако и вие не сте истраеле до крај на ова едно патешествие, може не Бог знае колку, 2 години, меѓутоа и вие сте доста заслужни што, ете, сте допреле до сликите, не застанала таа приказна тука, сте продолжиле понатаму. Наша голема чест, завршница, круна на сето тоа што вие со заеднички труд сте го сработиле, е нашето денешно присуство и овој величенствен грамотен пречек, не знам како да се изразам, мислам дека само државник вака се пречекува, а ние бевме во улога денеска на тоа место.